Инцидентот со црквата во Врапчиште како ладна проба за индициите дека од оваа есен можна се обиди на одредени групи да предизвикаат дестабилизација на државата по етничка линија. Сите инволвирани во инцидентот од граѓаните кои се приведени преку градоначалникот на општината, па се до шефовите на локалната полиција политички се поврзуваат со опозицијата. За премиерот Мицкоски овој инцидент е дел од фолклорот што тој го најави за предизвикување на етничка нетрпеливост. Според него, вакви провокации може да се очекуваат и во иднина ако се земе в предвид дека се поттикнати од криминални структури од минатото и затоа апелира граѓаните да не наседнуваат. Многу лесно може да се дојде до заклучокот дека ова е дел од оној фолклор кој што се подготвува за сење етничка, верска нетрпеливост и обид за дестабилизација. Немојте да имате дилема дека овие корумпирани политички елити од минатото ќе се обидат преку своите центри се уште на влијание во секакви институции да создаваат етнички конфликти и тензии, но ние контролираме ситуацијата, брзо се реши и оваа ситуација, гледате, не наидува на поддршка кај населението. Самите жители на село Галата се би рекол го отфрлија се тоа. Самиот владика исто така го на Гостиварско-Полошката епархија го отфрли се тоа. Предупредување стигна и од Министерството за внатрешни работи, која најавува дека најстрого ќе ги санкционира објавите за тензија по последните настани во општина Врапчиште. Било кое подгревање на меѓуетнички и меѓурелигиски тензии, било на јавен простор или преку социјални медиуми, ќе биде предмет на кривично правен прогон. Инаку меѓуетничките тензии во врска со овој случај најмногу ги подгреа сегашни и поранешни функционери од Социјалдемократскиот сојуз. Околу 15 часот, лицето Душко Павловски заедно со уште неколку граѓани решиле да ја отстранат арматурата и траката, а истата ја залепиле околу општината кога стигнале таму да протестираат. За истото лице по социјалните мрежи може да се видат фотографии со високи функционери на СДСМ како нивен симпатизери поддржувач. Вчера доцна попладнето десетина луѓе добиле прием кај градоначалникот Исан Шабани од Алијансата на Зијадин села, кој побарал со станокот да не се снима со телефони, но бидејќи присутните меѓу кои активистот на опозицијата не прифатиле средба без телефони, Шабани побарал од полицијата да ги отстрани од зградата на општината. Така и завршија на разговор во полициска станица, пошто беа ослободени.